Но во продолжение се поставува уште едно прашање. Дали правилно го користиме медот и како правилното консумирање на медот и пчелните производи влијаат врз здравјето на луѓето? На оваа тема во студиото разговарам со Надица Илиевска, нутриционист. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Да, и секако првото прашање. Дали знаеме како правилно да го користиме медот? Како правилно се консумира и кои се најчестите грешки што ги правиме, сакајќи да ги ползуваме придобивките од медот за нашето здравје? Па ќе почнам со тоа што медот мислам дека во последно време ни станува полесно достапна храна, но сепак се работи за еден тип на многу специфична намирница храна, тоа е функционална храна. И многу често, всушност, и грешиме при конзумацијата на мед. За да знаеме како да го конзумираме, мора малку да едуцираме што всушност содржи медот. И мора да кажеме дека тоа е едно многу нутритивно густо соединение, така наречен инвертен шеќер, каде што половина е гликоза, половина е фруктоза. Меѓутоа, неговата густина всушност е способна да задржи во себе сето она кое што пчелата го дава во крајниот производ, а тоа е богатство на витамини, богатство на минерали, многу важно ензими, а и богами солидно количество на количина, значи на маса на продукт на аминокиселини. Знаејќи го нивниот состав, треба да знаеме дека многу од овие здрави состојки всушност се термолабилни. Па најчесто велам дека ако во некој колач сакајќи да го направите здрав, наместо друг засладувач користите мед, едноставно вие ја уништувате неговата нутритивна вредност, бидејќи при термичка обработка се губи целосно ензимите, многу голем дел и од витамините, минералите да речеме дека се постабилни. Растопување на медот во многу врела течност, како што е чај, како што е млеко, исто така го губиме ензимскиот состав. Ќе објасниме во детали за сите оние грешки што ги правиме при консумирање на медот, но ајде кога зборуваме за правилно консумирање, што точно подразбираме и колку, еве да речеме, колку мед дневно е препорачливо да се зема за возрастни, колку за деца и како правилната употреба на медот може да влие врз имунитетот, варењето и генерално врз општата здравствена состојба на организмот? Медот е еден животен еликсир, но медот има и многу други специфики со кои што е единствен во природата по својот состав. Например, сакам да нагласам дека медот е практично нерасиплива намирница. Така. Што значи дека од дамнешни времиња може да се користи и како конзерванс. Значи нешто што се чува во мед. Па многу пати, ставајки одредени други намирници како лек во мед, додаваме нешто плюс. Постои два начини кои што генерално се препорачуваат, иако јас сум секогаш за индивидуалниот пристап. Постои да не биде повеќе од 10% од вкупниот внес на шеќери во организмот, од она, например, ако примаме 2000 калории на ден, што за мене е релативно неточна теорија. А втората е по килограм телесна тежина, што значи дека еден просечен човек би требало не повеќе од една околу 10 до 15 грама мед на ден е оптимално. Кај децата тоа е на половина. Сакам да кажам дека медот се користи по навршување на 1 година на возраст, но многу често мајките па прават и друга грешка, па го одлагаат внесувањето на медот во исхраната на децата и да апелирам дека со тоа всушност ги прават децата да бидат алергични на мед. Односно имаме статистика, научна студија која вели оние кои што на година дена почнале деца во мали количини да конзумираат мед, кај нив само кај 2% се јавува алергија на мед. Но доколку се закасни со воведувањето на мед, така, после втората година веќе 50% од децата понатаму во животот стануваат нетолерантни, односно алергични на некој вид на пчелин производ. А алергиите на медот
се единствената пречка поради која еден човек не би требало да конзумира мед. Втор мит е дека диабетичарите не треба да конзумираат мед, тоа не е точно, меѓутоа треба да внимаваат на количината и на комбинацијата. Тоа се количините. Сепак, медот е лек, не е храна. Не треба да го злоупотребуваме, но најважно е да знаеме кога и како да го конзумираме, за да можеме целото тоа богатство на придобивки да го имаме. Да, медот е одличен за подобрување на имунитетот, но не е имуностимулатор, тоа е имуномодулатор, што значи дека влегува во онаа група на намирници кои што го штитат нашето здравје. Медот има антифунгално дејство, антибактериско и антивирусно. Во оваа сезона, кога сите сме помалку болни, медот е одлично да почнеме да го вклучиме во нашата исхрана. Медот може да се користи и надворешно и се користел секогаш за зараснување на рани. Так. Се аплицирал на одредени делови од телото. Многу е добар за одржување на квалитетот на слузницата, што значи дека да, може да се користи и како храна, но јас преферирам да кажам дека медот сепак е лек. Секако посебни здравствени ситуации можеме да си дозволиме поголема количина на конзумирање на мед, но пак исто така сакам да нагласам дека и треба медот свесно да го користиме како дар од природата и да не го користиме нели како нешто кое што сакаме да ги заситиме само нашите сетила. Претходно споменавте, многу често медот го ставаме во чај како засладувач со цел благотворно да делува на нашето здравје, но дали е точно дека медот всушност не смее да се става во врела вода или чај и што се случува со неговите корисни состојки во таков случај кога така го користиме? Најздравиот начин на конзумирање на мед е растворен во вода. Тука тој, водата има специфична молекуларна состојба, таа е своевиден феномен, медот е своевиден феномен на природата, заедно потполно искористливи во нашиот организам и многу е добро да го започнеме денот со една чаша на собна температура или благо млака медова вода. Така. Значи, тоа е идеална варијанта. Врелината, температурата ги уништува ензимите и тука губиме од квалитетот на медот. Доколку сакаме да уживаме сензорно, медот не се голта, медот се остава да се стопи во уста, комплетно да се лачи нашата плунка, да почне разградувањето на таа густа намирница, уште во нашата уста, и да речем многу малку од нерастворениот мед во устата да се спушти надоле во нашиот дигестивен систем. Лажичка мед на гладно, па потоа чашка вода, не сме направиле ништо добро. Да повторам уште еднаш, густината на медот прави да во нашиот желудник паѓа на дното, тој сепак е растворлив во вода, ја упива водата, дехидрира, меѓутоа практично станува нерастворлив во нашиот организам и не можеме да искористиме се што треба. Најдобро е медот, и ако сакаме да го вметнеме како здрав засладувач, тоа да биде додадено после, но нагласувам да биде малку растворено. Така. Например, ако сакаме некој колач да го збогатиме со мед, доволно е да додадеме лажица 2 вода, лажица 2 лимон и потоа можеме да уживаме во него како засладувач. Најдобро е да биде првото нешто во нашиот стомак, односно на празен желудник. Но на вистинскиот начин, рекосте, со вода разредена. Затоа што медот, како науката се повеќе осознава, медот има и пребиотски својства, а ние многу се бориме да одржиме здрава цревна флора. Дури се смета и влијанието на здравието на човекот во однос на имунитетот
се должи токму на антибактерицидните и на пребиотските својства кои што ги има медот. Ако тоа тука го здружиме со матичен млеч и на сите оние кои што конзумираат матичен млеч, на еден од најпопуларните други пчелини производи, е најдобро тоа да биде во комбинација, со мед, бидејќи тие еден со друг се подржуваат и ги зајакнуваат здравствените придобивки. Сега најголемата дилема кај луѓето е како да препознаеме природен мед и како да го разликуваме од огној индустријскиот или неквалитетниот разреден мед и на што треба да внимаваме при купувањето, како да избереме најдобар и природен мед. Па јас предлагам на гледачите да не веруваат во сите оние магични трикови кои што ги наоѓаме по социјалните мрежи на препознавање на мед. Во прилозите пред нашиот разговор неколку пати се повтори дека единствен начин е да се прати патот на медот, односно тој да биде деклариран, да го познаваме производителот, тој да биде назначен и да го знаеме потеклото од каде потекнува. Бидејќи и природата на медот, каде бил, кога е собран, дали се работи за млад мед, тој има потечна структура, дали климата била подождовна, ќе даде потечен мед, сувото време дава погуст мед. Може би најсигурно, лаички, е да чекаме медот да кристализира. Кристализираниот мед е квалитетен мед. За жал, друг начин, освен лабораториски, не постои сигурност да бидеме сигурни дека е 100% природен, да. Како и за севкупната храна, ние веќе треба да препознаеме наши снабдувачи од кои што редовно ќе конзумираме и ќе земаме мед. И друго нешто со препознавањето, ако веќе земаме од ист произведувач, не треба да бараме медот да биде ист како лани. Тоа во пракса знам често да го слушнам. Лани медот од тој што го купував веќе не е истиот. Климата била различна, се случиле многу други работи во околината, прилики, што значи дека едно пчелно семејство не дава идентичен мед секоја година и тоа не треба да биде препрека да го смениме производителот кој што го произведува. И веднаш ке се надоврзам на ова што го споменавте, мораме да истакнеме дека има и повеќе видови на мед. Овде ќе ги споменам липов, багребов, ливацки мед. Сега, има ли разлика во однос на здравствените придобивки во смисла на тоа кој вид на мед го консумираме? Ако тргнеме строго од науката базирана на докази, ретко кое истражување се испитувале додатните работи кои што се разликуваат во медот. Меѓутоа, леснотијата на дигестија го прави медот да го препорачуваме по популација. Например, за децата треба да оди багремовиот мед, затоа што тоа е најлесно дигестибилен, потоа ливацкиот мед, понатаму одат сите други медови. Мој фаворит е костеновиот мед, кој што го има многу малку, затоа што тој навистина има докажани наука базирана на докази, многу повеќе здравствени бенефити, но тој е најтешко дигестибилен и за жал можеби неприлагодлив за сите вкусови, бидејќи на крајот има еден малку горчлив вкус, но токму тоа се додадените антиоксиданси од костеновите стебла, од каде што е собирано. Второ, на младата популација, кога препорачувам мед, велам не почнувајте веднаш со полен, бидејќи во 80% од случаевите, всушност поленот е алергенот кој што му дава на крајниот производ медот, бидејќи вие практично не можете сосема да го отстраните поленот од медот, доколку се работи за квалитетен органски мед. Секогаш ќе остане помалку полен и медот помешан со полен
и потешките дигестибилни медови да одат значи понатаму во повисоката возраст. Оние кои што имаат проблеми, некои заболувања со дигестивниот систем, тука тешките медови не ги препорачувам, како што е костениот, исто важи за децата, меѓутоа најдобра варијанта е мед растворен, нека биде и во чај, во кафе не, Така. Во кафе синергијата не е добра, не се става мед во кафе, но во чај или во вода, за мене во вода е најдобриот начин за да искористиме најмногу од тоа богатство кое што го има медот. И за крај на разговорот би сакала да им дадете еден совет преку рецепт кој што би значил правилно користење на медот, кој што ќе ни овозможи нели да ги искористиме сите придобивки, здравствени придобивки кои што ни ги нуди медот како производ. Еве ќе дадам сите љубители, бидејќи протеините стана многу модерни во последно време во исхраната, ќе дадам еден рецепт на сите оние кои што сакаат и да намалат телесна тежина и да добијат мускулна маса, тоа е таа тинејџерска популација. Доволно е во сурутка, која што ќе биде направена дома, да стават една лажица мед и една лажица таан и го имаат најпрекрасниот природен спортски пијалок. Истиот го препорачувам и на жените во менопауза, Така. што значи дека тоа е нешто што може уште од утре да се спрема и да се пие по една чаша секој ден. Значи тоа е нешто што ќе не заштити во зимата, ќе ни даде енергија, а и ќе влијае на нашата убавина. Ви благодарам многу и за овој прекрасен, едноставен рецепт и за сите совети и одговори на прашањата што ги дадовте, а се однесуваше на темата за медот. Ви благодарам, секогаш ми е задоволство кога сте ми гостинка. Секогаш моето задоволство, тоа е мое.